во период на енормна загаденост, кога Скопје повторно ќе урива рекорди по аерозагадувањето и многумина ќе се жалат за тоа дека институциите не преземаат доволно активности за да го намалат загадувањето. Ние во студиото утрово да си кажеме со еден малку поинаков пример. Двајца сограѓани, луѓе кои живеат или се од Македонија, кои активно ја посветија својата професионална определба на животната средина, односно на заштита на животната средина. Како ќе видиме во продолжение од разговорот со Гордана Софија и Ханес Јекел. Добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, фала на покана. Гордана Софија и Ханес Јекел, Man and Mountain. Мото? Man and Mountain. Мотото на Man and Mountain е човекот и неговите предизвици. Човекот и неговите предизвици. Односно да го оставиме, да го собереме отпадот од зад нас, за да направиме зелена иднина пред нас. Да го собереме отпадот од минатото и да создадеме услови за зелена иднина за нас и идните генерации. Тоа е мотото. Ханес Јекел ни доаѓа од Австрија, а сака да ни исчисти Македонија. Да. Зошто? Кој е мотивот? If I may say, I love this country. I love this country, I love the culture, and I love the food. Ја сакам оваа земја, ја сакам храната, ја сакам Македонија. That's the reason why. Ја сакате ли Македонија и кога е валка валкана како што е? Не е во вашите очи премногу валкана Македонија? Is not Macedonia so dirty in your eyes? Why it is so dirty? Isn't Do you it? consider It that is, our yes. country is dirty? It's unexplainably dirty. I don't understand why it is like this. I mean, in the meantime, we learned why it is like this, but this has to change. Необјаснливо е зошто е толку валкана. За мене не е сватливо, но затоа сме тука да го смениме тоа. It doesn't require a lot of magic to do that. It just requires people who do that. Не бара многу магија, туку само луѓе што ќе го направат тоа. Повод за вашето гостување е вчерашната акција во Велешко, во близина на езерото Младост. Вие под ваше покровителство, односно здружени со повеќе компании кои не мора да ги именуваме од причини да не навредиме некого или да не направиме реклама, но и од државните институции посадивте, односно пошумивте 23 хектари, посадивте 50.000 садници. Да. Ние имаме и снимки од таа акција вчера на пошумување, ќе ги замолам колегите од режијата да ги пуштат. Гордана Софија ќе ни објасни зошто токму езерото Младост, зошто токму таа локација и зошто токму 50.000 садници, како помина тоа вчера. Пред се сме многу благодарни што кој да го владе универзумот ни даде преубав сончев ден и ја посадивме Сончева гора. Тоа е името на вториот дел од проектот Зелена Сончева. Вчера бевме во околината на езерото Младост со околу 200 волонтери и локацијата ја избира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, бидејќи е во рамки на програмата за пошумување, годишната програма. Имавме волонтери од нашите партнери, волонтери од општина Велес, Црвен крст, значи акцијаши, пензионери беа вклучени сите. Значи не беше тешко да се ископаат 50.000 дупки за садење на дрвата? Не беше тешко и секако национални шуми. Тоа е во соработка Man and Mountain има подпишано меморандум со Министерство за земјоделство и национални шуми за секој 10 килограми собран отпад во првиот дел од проектот Генералка Викенд, акцијата за чистење и селектирање отпад, да посвети по едно дрво. Така да веќе четврта година ќе биде следната како се одржува Генералка Викенд, а трета е поред Сончева гора. До сега вкупно пошумивме 90.000 дрва. Засадивте? Засадивме, да. Ајде малку прво повеќе за акцијата вчера, па потоа ќе зборуваме генерално за проектот Man and Mountain, собирање на отпад, а за возврат пошумување на хектари на земјишта, посадување на дрва. Како вид на дрва беа вчера посадени? Вчера беа посадени багрем, даб и јасен, бидејќи во Велес, во околината на езерото Младост, овие типови најдобро успеваат. Од минатата година... Значи садите и зимзелени или стопадни?
Да, имаше обид минатата година со зимзелени, меѓутоа не се покажа како особено успешно, затоа одлучивме оваа година заедно со Министерство и со Национални шуми да се оди повеќе на листопадни, бидејќи во тој дел тие подобро успеваат. Така. Например, од минатата година, кога пошумивме 40.000 дрва во истата локација, годинава само продолживме да пошумуваме понатаму, 50% има успешност на пошумените дрва, што е огромен успех. Така, помалку успеа зимзелените, а повеќе листопадните се фатија? Да. И од тие 90.000 што вкупно досега сте ги засадиле, половина се успешно. Се фатија? Да. Израснаа во здрави дрва. Пркна. За 20 години ќе имаме шума. Така, нова шума за 20 години. Да. Или како што вели кинеската поговорка, најдобар ден за да се насади дрво е денес, нели? Ако веќе сме го промашиле вчера. Зошто само еднаш годишно, нели може да зачести акцијата почесто, бидејќи Македонија навистина е изобилува со шумски предели, меѓутоа се почесто шумите и неконтролирано се сечат, така што секое дрво е плюс придобивка за животната средина во земјава. Да, ова е само една од многуте иницијативи за пошумување. Гледам дека сега се повеќе и повеќе здруженија и компании се активни пошумуваат. Зошто е еднаш? Заради габаритот, бидејќи е поврзана со првиот дел, генералка викенд чистење, пролетно чистење, а потоа есенско садење, бидејќи најдобри периоди за садење дрва се рана пролет и доцна есен. А во рана пролет ние чистиме. Така. Затоа во лето не е препорачливо да се садат дрва, затоа станува еднаш годишно. Така. Ханес, кога би направиле една паралела меѓу Австрија и Македонија, што е тоа што ја прави Австрија почиста, позелена од Македонија? I would like to ask you to make a comparison between Macedonia and Austria. Why Austria is much cleaner or greener than Macedonia? What is the behind this? I think there are many years of development in between. Многу години на развој помеѓу. In Austria, it was we also were lacking a system and lacking awareness in the people of how to treat their environment and their direct environment in the 1970s and 80s. Во раните 70-ти и 80-ти исто и во Австрија имаше недостаток на сваќање кај луѓето како да одржуваат свесност за здрава животна средина. But in the 1990s and in a severe change in the mentality of the people has started. Но во 90-тите драстична промена во размислувањето на луѓето се случи. But we feel that it's very similar that is happening here in Macedonia right now. Но сега тоа се случува и во Македонија, го гледаме тоа. We feel that not only the people and in the municipalities are fed up with living in a waste. На сите луѓе веќе никој веќе не сака да живее во отпад, да. But especially companies also who are taking a lot of responsibility for producing goods in this country are taking a lot of responsibility, and I'm very happy that we are working together with some of the biggest companies here in the country that are supporting a change in the waste system, such as Pivara Skopje and Pakomak and Sparkasse or Nulo Otpad. Се повеќе компании во земјава стануваат свесни за значењето на грижата за животна средина и преземаат големи акции. Со оглед на тоа дека сте активист за заштита на животната средина, може ли да кажете, дали ја знаете веројатно тајната како Виена се справи со загадениот воздух во 80-тите, 90-тите, како денес Виена нема проблем со загаден воздух како што има Скопје. Having on mind that you're activist for an environment, do you know that maybe the secret how Vienna beat the air pollution? What is the their secret recipe? It's not so secret in Austria. It's well known why they beat it, because the people in Vienna are cheating. Because Vienna is in a place in Austria where there's a lot of wind. Има многу ветер во Виена.
So basically they're just exporting the problem to the Czech Republic. Го експортираат проблемот во Чешка. Се Го шегувам. извезоа загадениот воздух Да. во Чешка Виенци и така се справија со... But in general, it is not just Vienna, but also in all other big municipalities in Austria. Во сите големи општини во Австрија They changed a lot of laws, which was very painful for the people also, сменија многу закони што на луѓето не им одговараа тогаш about the heating. во однос на грејењето. Because it was also in the 90s, most of the people were still heating with oil. Until today, this has reduced to 25%. Повеќето од луѓето користеа нафта за грејење, денес е веќе редуцирано на 25% само. Especially in the cities, it is forbidden to heat with wood or paletti. Во Да. градовите е забрането грејење на Со дрва дрво и и пелети. пелети. Because this is in the cities, this is the fine dust pollution is incredibly high. Зашто тоа е фина загадување со фина прашина и тоа е висок ризик за сите граѓани. And so this market was very, very strongly regulated in Austria, and since then the quality in the cities has become better. Тој маркет беше регулиран во Австрија и од тогаш имаме здрав воздух. Да, ми се допадна и тоа дека едноставно го издувавте загадениот ветер во Чешка. Но што е со улиците? Како успевате да ги задржите улиците чисти? Дали станува збор за многу чистење или не валкање на улиците и генерално како се справивте со сметот? How do you manage to keep the streets in Vienna and other bigger cities in Austria clean? And how do you fight the problem with the waste? Why the cities are clean has a very simple answer. The people keep it clean. Градовите се чисти бидејќи луѓето се грижат за нив. You cannot find people in Austria or in Switzerland or in North Italy or in Germany who are throwing the trash out of the window. Никој не фрла отпад од прозорец. Зошто? Why? Because people understood that they are not only living in their houses, they are also living on the streets. Луѓето сватија дека не живеат само во нивните домови внатре, туку живеат и надвор на улиците. That the surrounding... Зошто ние македонците не можеме тоа да го разбереме? Why we cannot understand that? I think that people don't feel responsible for the world around their house. Македонците живеат само дома, не на улица. Не се чувствуваат одговорни за се што е надвор од нивниот дом. I think this common sense that the street is part of their living surrounding, and the parks and every public place is actually a part of your home, is not as established as it is maybe in other places in the world. Сите јавни простори надвор се наш дом. Така, чувството за заедништво Да. треба да го развиваме ние луѓето во Македонија. Гордана, ќе ни кажете повеќе за Man and Mountain, како дојдовте до идеја ваков проект? Всушност, вашата задача е да ги вмрежите овде компаниите, институциите и да креирате акции за чистење на отпад напролет, како што рековте, и за пошумување на есен. Да. Многу едноставно, пред 3,5 години седевме на балкон и размиславме што може ние да направиме како индивидуи, да го направиме овој свет околу нас подобар. Тој свет значи блиската непосредно околина нашиот град, па и пошироко нашата земја. Посебно и секако дека како и секоја куќа, прво мора да се исчисти генерално, за да седнеме и да пиеме кафе на рад, одлучивме да почнеме со чистење. Да го исчистиме нашиот заеднички дом. Да го исчистиме нашиот заеднички дом и тоа да стане традиција и да стане навика. Почнавме со 10 општини, значи ги поврзуваме општините, локалната самоуправа, со централната управа, значи со министерствата кои се поврзани со менаџирање отпад и пошумување, тоа се Министерство за животна средина и Министерство за земјоделство. И со самото тоа вмрежување и компаниите кои што се одговорни во овој аспект, и тогаш ги имавме, да кажем, сите слоеви на општеството вклучени во генералка. Почнаме во 2021 со генералка викенд, а ќе завршиме во 2031 кога се ќе биде чисто. До 2031 мислите дека се ќе биде чисто? Ќе нема отпад во Македонија, диви депонии? Да, мислиме, да.
Добро е да се има надеж. Кажете ми, кога со оглед на тоа што почнавте со институциите и тоа на локално ниво, а сега работите и со министерствата, има ли отпор, имаше ли отпор на почеток? Хане спомна дека чувствува зреење во свеста на луѓето овде и како индивидуи и како институции. Го делите ли тој впечаток? Има ли напредок во однос на се менува ли нешто во изминатите 3 години? Има, се менува секако. Бидејќи ние одиме во секоја општина лично, зборуваме со нив, ги знаеме и нивните проблеми и се обидуваме да помогнеме секаде. Почнаме во 2021, на пример, бројките зборуваат со 10 општини, кога беа вклучени 1000 волонтери. Следната година на тие 10 општини се приклучи уште 16, 26, 8500 волонтери. Оваа година на 12, 13, 14 мај имавме вклучени 51 општина, плюс Национален парк Шарпланина и 20.000 волонтери. Самата бројка, како се зголемува вклученоста на луѓето, зборува за тоа дека има интерес да се сменат нештата на подобро и тие треба да тргнат од нас, од луѓето. Така, и бројките се некаква потврда дека нешто се менува, кога станува збор за количеството на собран отпад. И таа бројка е во пораст. Првата година собравте, ги имав некаде бројките, веројатно вие ги знаете. Колку тони отпад собравте првата, втората и третата година во 3 акции? Сега точно прецизно бидејќи еве ги во 2021 сте собрале 175 тони отпад. Во 3 дена. За 3 дена 175 тони отпад. Во 2022 187 тони отпад, значи малку повеќе, 12 тони повеќе. Да, ако добро пресметав. И оваа година сте собрале 252 тони отпад, што е навистина големо количество, односно голема тежина. Што доминира во овој отпад кога вака генерално ќе се собере, кој вид на отпад, што најмногу фрлаат македонските граѓани така во ѓубре? Најмногу пластика, меѓутоа и градежен шут, бидејќи ние акцијата не е само за собирање, туку и за селектирање отпад. Од секоја општина добиваме информација точно кој типови отпад и во која количина се собрани и се фрла се. Голем проблем е разградливиот отпад, органскиот отпад. Значи 60% од отпадот што се фрла е органски отпад. И тој ги прави најголемите проблеми. Кога би селектирале и органски отпад, и пластика, и хартија, се една страна, отпадот што ќе остане на крај е можеби само 20%. Значи само 20% ќе заврши на депониите. Кога ќе станува збор за тие чистење, акции на расчистување, пролетните акции, кога го собирате отпадот, чистите диви депонии, шут кој е неконтролирано фрлан на сите страни по кои ќе ви ги посочат општините, или пак станува збор за оние места каде што општините го сложуваат своето ѓубре? Целото урбано или рурално подрачје, различни локации од паркови до училишни дворови. Например, имавме оваа година 10.000 ученици вклучени. Тоа се околу 300 училишта. Во Скопје на 12 мај беа вклучени сите училишта, од градинки, основни, средни, чистеа во ист ден, во исти часови. Значи се собира отпад секаде. Од паркови, како што кажав, училишни дворови, диви депонии, значи од улици, пазари, се мапираат локациите претходно неколку месеци, ни се доставува бројката колку волонтери ќе учествуваат и на таа база ние им доставуваме кеси, вреки за собирање отпад, за селекција пластика и мешан отпад, потоа им доставуваме ракавици, промотивни материјали за селекција на отпад, маички, ограничен број на маички, бидејќи не можеме да испринтаме 20.000. И тоа е веќе се однапред организирано, така да кога ќе дојде време за акцијата, се излегува на терен и се чисти. Со оглед на тоа што ја познавате ситуацијата, веројатно имате направено и некакво мапирање. Може да кажете кои се најжешки точки кога станува збор за отпадот во Македонија? Каде најмногу се давиме во смет? Каде е најопасно и каде треба, например, да биде следната пролетна акција во 2024? За жал, најмногу отпад има во регионалните или околу општинските долови и реки. За жал.
посебно кај што има планински села погоре, целиот тој отпад се депонира во реките и тоа слегува надоле и ако има некој рамен застој, тогаш отпадот се собира тука. Ние, бидејќи патуваме во секоја општина, видовме Каде е многу најлошо? такви. Не би сакала да потенцирам во тој смисол. Добра е да ги посочиме тогаш позитивните примери. Има ли некаде каде што има најмалку отпад или Да. кои би можеле да ги посочите како светли точки во Може. оваа темница? Например, Демиркапи и Крива Паланка се едни од општините кои што годинава ни кажа дека откако се почнати со генералка викенд, веќе нема толку отпад за собирање. Значи, аплауз Например- за Демиркапи и Крива Паланка. Да. За сега. За сега, да. Меѓутоа и другите општини на вистина се вклучуваат. Например, во Битола имавме 3500 волонтери. Се чистеше цел град и општината чистеше исто со механизација диви депонии, значи тоа е вклучено и во неколку општини. Во соработка со партнери, нивни што се, значи се чистат и диви депонии, се чисти се. Следната година ќе биде големата година кога ќе учествуваат 81 општина и Националниот парк Шарпланија, значи сите општини ќе биде голема национална акција Генералка викенд. Добро, уште едно прашање на крајот за Ханес. Би сакал да сум оптимист како и вие и да можам да ја видам Македонија во 2031 година како зелена, чиста, без отпад. Но се плашам, имајќи предвид, например, само еден параметар. Колку далеку сме ние од селекцијата на отпад. Нешто што, например, Словенија го правеше на почетокот на 2000-тите години, ние се уште не го правиме. Го спомна Гордана начинот на селектирање на отпадот и вистинската намена, што каде треба да се фрли и што е на вистина отпад, а што може да биде преработено и преупотребено. Shortly in English, I would like to share your optimism that in 2031 Macedonia will be green and clean. But having on mind our bad habits, or having on mind that Slovenia was leader in this region regarding collection of waste, we are very far from that process. Има ли место за оптимизам? I'm not optimistic. It is a necessity. Не сум оптимист, туку е нужност, неопходност. So actually we're not doing something because we're so happy and bored. Не правиме нешто од здодевност. We realized that if we don't manage this problem until 2031, Свативме дека ако не го средиме овој проблем до 2031, there is no coming back. нема враќање назад веќе. Идните генерации ќе ни забележат дека Yes, the future generation. не сме биле доволно одговорни спрема нашиот заеднички дом. If you want to keep the young generation in the country, Ако сакате да ја задржите младата генерација во земјава if we want to provide a future for us and our kids, и да обезбедиме иднина за нас и за децата, we have to finish the job until 2031. мора да ја завршиме работата до 2031. Гордана Софија и Ханес Јекел, активисти во Менен Маунтин и борци за чиста и зелена Македонија, ви благодарам многу за гостувањето во утринската нателна. Благодариме на вас. Thank you very much.